Секторот за јавна внатрешна финансиска контрола преку Оделението за хармонизација на финансиското управување и контрола го следи напредокот на воспоставувањето на новиот систем на финансиско управување и контрола во институциите од јавниот сектор на централно и локално ниво. Согласно воспоставената евиденција, досега формирани единици за финансиски прашања се во 55% од институциите на централно ниво и 34% од општините. Со воведувањето на децентрализираниот систем и менаџерската одговорност во управувањето со јавните финансии започнаа 45% од институциите на централно ниво и 41% од општините. Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој има добро воспоставени контролни механизми и детално опишани процедури во мапите на процеси кои резултираат кон ефикасно, наменско и правилно управување со јавните средства. Ние во секторот за финансиски прашања настојуваме да оствариме мисијата на агенцијата преку веќе воведениот систем на децентрализирано управување со финансиите. За нас, во Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, финансиската контрола игра значајна улога за заштита на ресурсите, како елиминирање на неправилностите, обезбедување на соопфатни и веродостојни финансиски информации. Како вредно? Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој го има едниот од најголемите сектори за внатрешна ревизија во јавниот сектор. Ние сме партнер на раководството во остварувањето на целите на агенцијата со препорачување на начини на подобрување на работните процеси на агенцијата. Правете разлика помеѓу процедура и мапа на процес. Процедурата може да биде опишана и во закон, подзаконски акти, прирачници и друго. Додека мапата на процес е интерен акт усогласен со регулативата, во кој детално се опишани сите чекори во процесот. Направете најнапред мапа на процеси на општи финансиски процеси, а потоа на сите други важни процеси. Редовно ажурирајте ги мапите на процеси. Ние во градот Скопје особено внимание посветуваме на воспоставувањето на внатрешната финансиска контрола. Од 1 јануари оваа година извршивме внатрешна распределба на буџетот и воспоставивме менаџерска одговорност. Со тоа очекуваме да ја зголемиме економичноста, ефикасноста и ефективноста во работењето. Градот Скопје, како единица на локална самоуправа, има најстабилен систем на внатрешно управување и контрола. Во градот Скопје постои сектор за внатрешна ревизија. Во тој сектор има вработено 9 внатрешни ревизори кои што извршуваат целокупната задача, кои што задачи ги утврдуваме согласно стратешки план и годишен план за ревизија. Во секторот за ревизија, за внатрешна ревизија, постојат 3 оделенија, и тоа оделение за внатрешна ревизија во администрацијата на градот Скопје, оделение за внатрешна ревизија во јавните предпријатија и оделение за внатрешна ревизија во културните и образовните институции. Значи, со овие ревизии опфатени се сите установи и јавни предпријатија кои што ги основал градот Скопје. Со овие 9 ревизори, внатрешни ревизори. Со извршување на внатрешните ревизии, ние настојуваме да им помогнеме на менаџментот, како во градот, на сите раководители на сектори, така и во јавните предпријатија и во културните и образовните институции. Настојуваме да им помогнеме да нивното работење го напредиме од една страна, а од друга страна да им помогнеме да се воспостават такви системи кои што ќе помогнат кон подобрување на нивното работење и контрола на нивното работење. Извршувањето на внатрешните ревизии, ние настојуваме на менаџментот да му помогнеме да воспостави такви системи кои што ќе помогнат во извршувањето на јавната внатрешна финансиска контрола. Контролите се механизам за управување и остварување на целите. Правете разлика меѓу екс-анте и екс-пост контрола. Добра воспоставена екс-анте контрола значи помала потреба од екс-пост контрола. Воспоставете контроли
таму каде што има високи ризици. Не воспоставувај контроли чиј ефект е помал од трошокот за нивно воспоставување. Во општина Газибаба е воспоставен стабилен систем на финансиско управување и контрола. Оваа година го подобривме системот со тоа што буџетот го распределивме на организационите единици во општината, со што ја зголемивме одговорноста на раководителите на секторите во трошењето на одобрените буџетски средства. Општина Газибаба има сектор за внатрешна ревизија, со тројца ревизори внатрешни. Основна цел на внатрешната ревизија е давање препораки за подобрување на работењето на општината Газибаба и единките корисници на буџетот. Во Министерството за животна средина и просторно планирање, Оделението за внатрешна ревизија е формирано во 2006 година. Моментално во Оделението работат 2 внатрешни ревизори, кои што му помагаат на менеджментот и на Министерството на животна средина и просторно планирање за успешно остварување на нивните цели и мисија на Министерството. Министерството за животна средина и просторно планирање има воспоставено систем на финансиско управување и контрола, кој оваа година го подобривме со извршената внатрешна распределба на буџетот. Со неа се воведе систем на менаџерска одговорност, согласно која секој раководител го знае својот буџет и може успешно да ја спроведе својата програма за работа. Задоволство за секој внатрешен ревизор е да може да го пренесува своето знаење и искуство од внатрешната ревизија на новите генерации на внатрешни ревизори. Вклучувањето на домашни кообучувачи во обуките на твининг проектот е еден од начините на пренесување на знаење и искуство. Ги имам посетувано сите обуки за внатрешна ревизија и внатрешна контрола во јавниот сектор и на крај овој циклус на стекнато знаење и размена на искуства го завршив со како кообучувач на напредната обука за внатрешна ревизија. Without money, what would we do? We got a little idea, we see what's going on. They say the money is the root of all evil, but ain't nothing evil about money. Because we need that money to pay the